Македонија прославува 20 години од историскиот датум, 8 септември 1991 година, кога македонскиот народ излезе на референдум и на најдемократски начин ја изгласаа својата независност. По повод роденденот на нашата татковина, владата изготви програма за одбележување на јубилејот, која ќе има космополитска димензија емисија. Под слоганот "Заедно под едно сонце" ќе се одбележи централната прослава со која ќе се илустрира нашето минато, сегашност и иднина. Централната прослава ќе започне на 8 септември во 18 часот пред Собранието на Република Македонија со обраќање на председателот на Собранието, господин Трајко Велјановски, и предавањето на Декларацијата за независност на Гардата на Република Македонија, која ќе ја проследи до новиот музеј на македонска борба за државност и самостојност. Во чест на предавањето на Декларацијата ќе се одржи свечено дефиле на сите единици на армијата на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи, придружувани од воениот оркестар. Во новиот тематски дел, насловен како иднина, во кој ќе партиципира најмладата популација, ќе биде представена идејата за иднината на Република Македонија. Децата први ќе поминат низ портата Македонија и символично ќе зачекорат низ слободната иднина на нашата земја. На патот кон музејот на македонската борба, свечена поворка со декларација ќе помине низ плоштадот на кој покрај спомениците ќе има и актери во костими од периодот на кој им припаѓаат историските личности. На овој начин ќе им се одаде достојна почит на сите оние кои го дале својот придонес за создавањето на нашата независна држава. На камениот мост на символичен начин ќе се спојат минатото, сегашноста и иднината. Декларацијата за независност на Република Македонија, председателот Ѓорѓе Иванов ќе ја положи во новиот музеј на македонската борба за државност и самостојност. Кулминацијата на свечената прослава ќе се случи на централниот плоштад, каде ќе биде изведен музичко-сценскиот спектакл Македониум на 40-метарска бина, опремена со најсовремена сценска техника и технологија. Присутните ќе имаат можност да го погледнат и грандиозното пуштање во употреба на фонтаната на плоштадот Македонија со споменикот Вој на конј. Прославата ќе се заокружи со голем музички хепенинг, на кој ќе настапат околу 90 македонски имиња од забавната и народната музичка сцена, кои во изминативе 20 години ја пишуваат нашата современа музичка историја. Централната прослава, која ќе се случи на 8 септември, ќе биде антиципирана и со неколку промоции и настани на 6 и 7 септември. На 6 септември во 12 часот пред платото на спортскиот центар Борис Трајковски ќе бидат промовирани ново произведените двукатни автобуси за јавниот превоз во Скопје, додека во 13:30 часот свечено ќе се пушти во употреба обновениот и модернизиран аеродром Александар Велики. На 7 септември во Собранието на Република Македонија во 12 часот ќе се одржи свечена седница по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, додека во 14 часот во владата на Република Македонија, председателот на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски, ќе оствари средба со сите поранешни председатели на владите на Република Македонија. Владата на Република Македонија ќе организира бесплатен автобуски превоз од 83 градови и општини во државата за сите граѓани кои ќе сакаат да присуствуваат на централната прослава по повод денот на независноста. Во текот на месец септември низ целата република ќе бидат реализирани голем број на активности, поточно настани или манифестации од областа на спортот, културата, политиката, образованието, здравството и одбраната.